Жителите на Трнодол се единствени. По вчерашниот инцидент во Козле бараат нова јавна дебата за деталниот урбанистички план без инфилтрирани лица и во соодветни услови. Го повикуваат и градоначалникот на Карпош Стефан Богоев. Граѓаните потенцираат дека најавените измени одат на штета на нивната безбедност. Вела дека единствен интерес е заштита на нивните имоти и дека приоритет им е безбедноста. Негираат било каква политичка поврзаност. Над заштитниот канал, кој што е во близина на бензинската пумпа Мак Петрол, се цртани маркици со катност од 6 до 8 катачина, и кои директно ја загрозуваат безбедноста на жителите од Трнодол, па и безбедноста на луѓето кои што ќе купат станови таму. Бидејќи таа вода која што се слива од водно, оди во тој заштитен канал. Јас не знам како може врз заштитен канал да се гради зграда, да се градат згради. Значи повторно треба да се случи некој Стајковци, па да некој се освести. Зечевиќ вели дека Богоев на последните избори ја добил поддршката од неголемиот број жители на оваа населба, но ги изневерил нивните очекувања. Значителен број, ако не и 98% од жителите на Трнодол го поддржаа и гласаа за градоначалникот Стефан Богоев, мислејќи дека е едно искрено и честно момче кое што навистина ќе си ја сака општината и ќе ја води онака како што треба. Меѓутоа, излезе дека сето тоа не е за жал така вистина. Жителите од Трнодол се единствени, без оглед дали се независни, дали припаѓаат на било која политичка партија. Жителите посочуваат дека уште во август ги дале своите забелешки за ДУПОТ. Дел биле прифатени, но не и најзначајните. Бил изготвен записник кој според граѓаните не може да биде нешто врз кое ќе се прави деталниот урбанистички план. Во ноември, како што посочуваат, му доставиле нови забелешки на Богоев кои тој не ги презентирал. До Уставниот суд поднели иницијатива за оценување на уставноста. За инцидентот кој вчера беше причина дебатата да не се одржи, се огласи најзасегнатиот Кире Атанасов на Facebook. Во неговата објава вели дека бил нападнат од Саше Спасевски, кој не е директно засегнат од ДУПОТ. Атанасов инцидентот го пријавил во полициската станица Карпош, а полицијата поднела пријава против едно лице за случувањата во Козле. Наспроти ова, Спасевски му одговори дека не го повредил, а неговото семејство живеело во населбата. Од општина Карпош вела дека се пласираат лажни вести за работи за кои е постигната согласност. Вела дека вчерашните насилства биле од политички побуди. Градоначалникот Богоев информира дека ќе се поднесе кривична пријава против непознат сторител поради напад на нивен службеник. Богоев тврди дека е намалена катноста на објектите, а маркиците за градење биле уште пред тој да биде градоначалник.